Во саботата оризопроизводителите од регионот излегува на предупредувачки протест со земјоделска механизација на магистралниот пат од Облеше во дотркање и го изразија своето незадоволство од актуелната политика во земјоделието, особено во оризопроизводството. Оризопроизводителите уште еднаш ги кажа нивните барања. Нашите барања ги повторуваме. Тоа е цената на оризот, на оризовата арпа да биде зависно од квалитетот од 25 до 30 денари, белиот ориз од 50 до 60 денари. Субвенцирањето на оризот да биде 30.000 денари по хектар. Бараме зголемување на квотата на нафта за обработлива површина, бидејќи сега ни пресметуваат 40 литри по хектар, а нас ни е потребно 120 до 150 литри по хектар. Бараме водата за наводнување да ни ја пуштат во оптималниот рок, тоа е од 20 април до 5 мај, за да можеме да не се најдуваме во ситуација да нашите засејани оризови површини бидат во зависност од временските услови, односно октомври и ноември месец. Имаме и други барања кои се доставени до министерот. Се надевам дека тие ќе имат храброст да ги разгледат и да ни помогнат во нашето производство на ориз, за да не бидеме приморени да се откажеме од истото. Во случај да не се одговори на нивните барања, оризопроизводителите ќе ги радикализираат протестите. Ако не се актуализираат сите овие барања, ние ќе продолжиме со масовни протести и патот Штип-Кочник иде блокиран на неодредено време, по 2 дена, 3 дена, 5 дена. Ние не тражиме ваучери за годишни одмори. Ние не бараме рамковни вработување. Ние бараме маката наша да биде платена. Ние бевме кај ресорниот министер преди месец дена и се договоривме да дојде во Кочани. За жал тој беше, ниеден оризопроизводител не беше поканен, него беше кај откупувачите и кај градоначалникот на Кочани. Мислам, со такви луѓе нема разговор. Сите овие проблеми, значи наведени, му се кажани дека оризовата арпа треба да биде од 25 до 30 денари, а бели од 55 до 60. Затоа гледаме дека немат слух. Ние не сме дојдели за убаво. Само еден апел од мене последен. Сите земјоделци, без разлика оризари, лозари, татунари, да се обединеме и тогава ќе видиме појаки. Преку овие протести земјоделците се надеваат дека ќе допрат до Министерството за земјоделие и нивните барања ќе бидат прифатени наскоро.